Во еден животен век на земјата не можеме да направиме се. Ако останеме во светот на желбата, никогаш нема да можеме да се исполниме себе. Како деца имаме милиони желби, а кога ќе достигнеме возраст од 70 години, гледаме дека одредена желба не се исполнила и се чувствуваме мизерно. Колку повеќе желби исполнуваме, толку повеќе желби имаме. Сакаме една куќа, потоа 2 куќи, една кола, потоа 2 коли и така натаму. Нема ограничување. Кога нашите желби се исполнети, гледаме дека се уште сме незадоволни. Тогаш стануваме жртва на други желби или поголеми желби. Ако живееме во светот на желбата, гледаме дека постои бескрајна поворка од желби. Но ако живееме во светот на тежнението, ја гледаме целината, влегуваме во целината и на крајот стануваме целината. Знаеме дека ако го реализираме Бог, во Бог ќе најдеме се, бидејќи се постои во Бог. Па на крајот го напуштаме светот на желбата и влегуваме во светот на тежнението. Таму ги намалуваме нашите желби и мислиме повеќе на мир, блаженство и божествена љубов. За да добиеме малку мир, капка нектар, можеби ќе бидат потребни години и години, но духовната личност е подготвена неодредено да го чека Божиот час, за да го исполни своето тежнение. А незиното тежнение да постигне мир, светлина и блаженство нема да биде залудно. А пак ако нашата цел е да влеземе во највисокото, бесконечното, вечното, безсмртното, тогаш природно еден краток животен век не е доволен. Сепак Бог нема да дозволи да останеме неисполнети. Во нашата следна инкарнација ќе го продолжиме нашето патување. Ние сме вечни патници. Треба да продолжиме додека не ја достигнеме нашата цел. Совршенството е цел на секој поединец. Ние се обидуваме да се усовршиме себе во несовршен свет, а тоа совршено совршенство никогаш не можеме да го имаме во еден живот. Во извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mak, како и на книги.mak, каде што може да се погледне краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.